Драги браќи и сестри, сакам сите да ве поздравам и ви посакувам мир и Божи благослов. И посакувам Бог да ве благослови денес, сите заеднички да не благослови дека слушаме Неговото Слово, но исто така ви посакувам Бог да ве благослови во целата ова календарска година, а посебно во ова седмица, молитвена седмица која е пред нас. Денес сакав заеднички да размислуваме за една лоша појава воопшто во светот и луѓето кои што не се религиозни, а поготово меѓу религиозните, а пред се луѓето на овој терен, овде на Балкан, кај што ние живееме, тоа е една појава од критикување, осудување. Појава која што мислам дека многу зло ни носи пред се нам самите, а и на нашите цркви и воопште во нашите семејства кај што живееме. И нашата тема за денес носи наслов "Не судимо на туѓ слуга". Па заеднички сакам денеска да се поучиме, да се охрабриме, Бог да ни помогне, да ни укаже на некои слабости кои што можеби ние самите ги имаме и да ни даде некои смерници како би можеле да се подобриме, да ни биде многу поубаво во нашето црквено семејство и во нашите семејства кај што ние живееме, во нашите домови. Верувам дека сите добро го знаеме воведниот стих кој што ќе не воведе во ова наша тема, кој се наоѓа во Римјани 14 глава 4 стих, па ајде да го прочитаме заеднички. Римјаните 4 глава 4 стих, кај што вели: "Кој си ти што му судиш на туѓ слуга? Пред својот господар тој стои или паѓа, и ќе стои исправно, зашто Бог има моќ да го исправи." Еве овде ние уводот, тука ни е сршта, тука ни е она централната наша мисла која што за денеска изабравме. Кој си ти што му судиш на туѓ слуга? Замислите сега, вие меѓу нас има и некои бизнисмени, луѓе кои што имаме фирми, работиме, имаме своји работници, и сега јас да си ја дозволам таа храброст да се мешам во нивната работа, да им кажувам кога да доаѓат на работа, како да бидат облечени, колку пари треба да добиваат, со какво возило да доаѓат или не знам што. Дали би ме сметал некој за нормален јас тоа да го работам сега? Им ќе се смее, нормално. Што јас имам со неговите работници или со сестра Марена, извинете, тамо сестра што работи, брат Тоше со кого работи? Тоа е ваша работа. Ако вие нешто не се задоволни, вие имате право со нив да се договарате, ако треба нешто и да се поучи, ама јас немам никакво право да се мешам. Меѓутоа, ние нешто си дозволуваме да му се мешаме на Бога во неговите работи, да им судиме на неговите слуги. И тоа навистина мислам дека е многу лоша работа. Сега, кога апостол Павле вели: "Кој си ти што му судиш на туѓ слуга?" Што мисли со тоа апостол Павле? Дали мисли дека ние кога ќе видиме некоја лоша работа во црквата или вон црквата, дека не би требале никако да опомениме некоја таква особа? Не е моја работа тоа, тоа е што јас имам со него, тоа е туѓ слуга. Дали апостол Павле ни зборува дека не треба да осудуваме, не треба да укоруваме, или зборува за начинот на кој што ние би требале да укоруваме или да осудуваме? Можеби многу ќе ни појасни стихот од второто послание до Коринјаните, 2 глава 4 стих, што апостол мисли кога кажува: "Немој ти да му судиш на туѓ слуга, кој си ти да му судиш?" Еве што вели овде, е многу интересни стихови, наоѓаме уште од првиот стих, но сега ќе го прочитаме конкретно 4 стих. Второто послание до Коринјаните, 2 глава 4 стих. "Зашто од многу грижи и од тага на срцето ви пишувам со многу солзи, не за да ве ожалостам, туку да ја познаете преголемата љубов што ја имам кон вас." Овој стих мене ми е многу убав стих. Се воодушевувам кога гледам апостол Павле како им се обраќа на верниците во Коринт.
Дали се сеќаваме, браќи и сестри, што какви се проблеми се сретнувал апостол Павле во Коринската црква? Таму имало многу лоши работи, не би сакал сега да испоменува. И гледате апостол Павле овде што вели. Со многу грижа и тага на срцето ви пишувам и со многу солзи. За да не ве ожалостам, туку да ја познаете преголемата љубов што ја имам кон вас. На овие зборови, слушање господова Елена Вајт во библиски коментар ги запишал овие зборови. Апостол Павле сметал дека е потребно да укори и да осуди она што било погрешно во црквата. Меѓутоа, при укорувањето на тие што се во заблуда, не губел контрола над себе. Уколку се важни овие зборови. Кога некогаш ќе укориш, немој да се заборавиш. Понекогаш ние ќе почнеме и се заборавиме и онда сме се подолги и пожестоки во тоа. Не губел контрола на себе. Внимателно ја објаснил причината за својата постапка. Само колку внимателно настојувал, секогаш достави впечаток дека е пријател на залутаните. Им ставил до знање дека му е многу тешко да им зададе болка. Тој на нивниот ум и оставил впечаток дека своите интереси секогаш ги поистоветува со нивните. Зар не се ова прекрасни мисли? Никогаш се трудел да не изгуби контрола над себе. Внимателно, многу внимателно покушал да објасни причината. Зошто тоа сака да им го каже. И што е многу битно, многу му било тешко ако им зададе болка, се трудел со тоа што ќе му укаже да не им зададе болка, него да им остави впечаток дека тој се поистоветува со нивните интереси. И да ги увери, како што читавме, во неговата преголема љубов што имал кон нив. И зошто, навистина, браќа и сестри, апостол Павле тоа го правел и како тоа го постигнувал да го направи. Може би е многу битен уште текстот од почетокот на ова глава, првиот стих кај што вели и така, реши во себе да не доаѓам кај вас со жалост. Тој тргнал. Еве, ние сабарето тргнавме од своите домови кон молитвениот дом. Зошто тргнавме? Која беше причината? Тој вели, уште од почетокот, кога тргнал кон Коринт, имал една одлука. Одлучил во своето срце. А што одлучил? Да не доаѓа кај нив со жалост. Читаме вториот стих. Зошто он одлучил? Зошто ако јас ве нажалам, тогаш кој ќе ме зарадува? Ако не, оној кого сум го жалостил. Јас имав одлука пред да тргнам кај вас, да се зарадувам со вас. Сега знам дека треба некого и да укорам. Ама он го правил тоа со толку внимателно, со толку љубов, да никого не ожалости. Зошто ако јас вели ве ожалостам, кој ќе ме израдува? Јас сакам да се израдувам со вас. Колку е ова значајно? Кога ќе тргнеме своите домови во молитвениот дом, да ни биде цел да се зарадуваме заедно едни со други. Не да се растажиме. Едноставно да искористам прилика да ти кажам колку си лоши, да кажем убаво му кажам. И убаво ќе се чувствуваме во своите срца. Радосни. Читаме и третиот стих, кој што ова исто го појасно може уште повеќе. Тоа исто ви напишав, да кога ќе дојдам да не ме ожалостат оние кои треба да ме зарадуваат, бидејќи сум уверен во сите вас дека мојата радост е радост за сите вас. Едноставно вели, јас ќе бидам радосен ако сите бидете радосни. Ако еден го растажам, јас више повеќе нема да бидам радосен. Ете, затоа, браќи и сестри, апостол Павле се грижал со толку тага во срцето, со многу солзи, да им се обрати на присутните, на верниците, да не би ги ожалостил. Едноставно да ги увери во што? Во неговата каква љубов? Каква љубов? Преголема љубов. Да ги увери, ако нешто и треба да им посочи што не е во ред, да свата дека он премногу ги сака, затоа тоа го прави. Зошто навистина апостол Павле толку многу
внимавал кога се обраќал на, конкретно сега на верниците во Коринт. Може би на овој стих може да додадеме уште и во второто послание до Коринќаните, 3 глава, 6 стих, кој што уште повеќе ни доловува таа проблематика. Читаме во 3 глава, 6 стих, кај што вели: тој ни дал способност да бидеме слуги на новиот завет, а не на буквата, туку на духот, зашто буквата убива, а духот оживува. Што вели овде апостол Павле? Тој одлучил, осем она што рековме, одлучил да биде слуга на новиот завет. А што значи тоа да бидам слуга на новиот завет? Да бидам слуга на духот, а не на словото. Затоа што духот вели оживува, меѓутоа словото убива. Дали е точно, браќи и сестри, да словото убива? Не верувам да имате слушнато, може би имате слушнато, за еден познат српски поет Бранко Милковиќ. Ама верувам дека повеќе од нас сме слушнали една негова песна, која носи наслов "Уби ме прејака реч". Ме уби прејако слово, реч. Верувам дека сме го слушнали тоа. Иначе, Бранко Милковиќ бил родом од Ниш, живеел едно време во Белград, последните години ги завршил во Загреб, мистериозно починал, односно, како јавноста била известена, се обесил од дрво. Неговите родители, кога отише да го видат, од Белград отише во Загреб, мајка му вели да на тоа дрво врапче не би можел да се обеси, а не он да се обеси, и смета дека тоа не е вистина. Меѓутоа, тој кој што сигурно имал некои проблеми, верувам дека на некој начин тука доловува што бил негов проблем. Уби ме прејака реч. Дали навистина можеме ние да убиеме некого со прејак збор, браќи и сестри? А гледате, интересно, во 5 глава 10 стих што вели апостол Павле, 2 Коринќаните 5:10 вели: зашто сите ние треба да се јавиме пред Христовиот суд, да секој да приме што заслужил според она што го извршил во телото свое, било добро или зло. Сите ние треба да се јавиме пред Божиот суд. И замислите сега, ние пред малку во уводот читавме за оние злосторства во концентрационите логори. Ние се грозиме на сето тоа. Но, браќи и сестри, како е тоа страшно? Да на небесниот суд, кога ќе се изнесе мојот случај, кога небесната порота ќе донесе заклучок дека јас сум виновен. А кој е моето винување? Убиец. Убиец на братот, на сестрата. Оној кој што убил не со нож, не со оружје, ама со збор. А може ли тоа да се случи, браќи и сестри? А зар не е тоа страшно? Да мојата пресуда биде убиец. Но, драги мои, дали тоа било она што апостол Павле го навело да толку биде внимателен во односот со браќата и сестрите, со верниците на кои им се обраќал? Дали затоа што се плашел од небесниот суд? Или може би во продолжетокот 14 стих и понатаму ќе ни појасне што е всушност она што него го покренувало на тоа. Читаме 14 стих. Бидејќи љубовта Христова не гони, да го мислиме ова: кога еден умрел за сите, тогаш сите сме умрени. Ако Христос умрел за сите, да живите да не живеат веќе за себе, туку за оној кој умрел за нив и воскреснал. Еве што вели апостол Павле. Да, сите ќе се појавиме, ама не било она стравот од судот, него што го навел да така биде внимателен. Него друго нешто било. Љубовта кон оној кој што умрел уместо него. Љубовта на Исуса, кој што го напушти небото, ја напушти славата. Живееше и се мачеше како еден од нас, може би многу повеќе од било кој на земјата. А да не зборуваме за неговата страшна смрт на крстот Голготски, за тоа исмејување, за тоа што он го доживеа, поготово кога на себе мораше да го понесе теретот на гревовите на целото човештво. Кога во Гецеманија крвав пот течеше од неговото лице. Тоа е она таа љубов што Исус ја имаше кон нас. И, драги мои, ништо не може да ни помогне толку да го промениме нашиот карактер,
да се промениме самите себе си и да бидеме повнимателни кон другите, колку што може да не промени познавањето на Бога, познавањето на Исус Христос. И затоа ни е многу битно да имаме добра заедница со Исуса. Секојдневно, љубоморно да го држиме времето кое треба да се држиме на времето кое треба да го посветиме на Исуса. Да едно добро време поминеме во заедница со Исуса, па и преку денот да користиме време. Што повеќе да се запознаваме со Исуса, што повеќе да запознаваме неговата љубов. Само таа негова љубов може да биде тој покретач, двигател кој може да не покрене и ние да покажеме слични дела кои ги покажал Христос. Ако Христос умре за сите, да живите да не живеат веќе за себе, туку за оној кој умрел и воскреснал. Браќи и сестри, за кого ние живееме? А сега сакам да се обратам баш на брачните парови. Браќа и вие сестри, за кого ние живееме во нашиот брак? Дали живееме за себе или живееме јас за мојата сопруга, таа за мене? Која е целта на бракот? Ние преска зборевме која би требало да биде целта кога доаѓаме овде во црква. Ајде сега да кажеме која е целта на нашата брачна заедница. Многу сум читал, затоа што имаше потреба мојата служба да давам често совети, да храбрам, да колку што можам да помогнам некој брак да спасам. Меѓутоа, нешто што прочитав во книгата Темели на среќниот дом, да поготово велам и некогаш требаше и да верам некој да венча, па некој совет да ми дадам. Еден совет што го најдов многу ми изненади. Да целта на бракот треба да биде спасение на другата особа. Моја цел спасение на мојата сопруга. Нејзина цел моја спасение. И гледате сега, ако тоа е наша цел, тогаш ние више нема да живееме, јас нема да живеам за себе, нема да бидам себичен, не ќе чекам мене да ми угодува другиот. Зашто секогаш ќе мислам како не ми е сторено доволно, како треба повеќе да ми направиш. Ја ќе живеам како тебе би те усречил. Мојата радост ќе биде, моје задоволство, сатисфакција ќе биде што повеќе јас тебе да ти сторам. Како што вели апостол Павле, да се надпреваруваме во љубовта. Но тука нема да се задржиме ние. Тоа чувство ние ќе го имаме и кон братот и кон сестрата, кон Христа и неговите слуги, неговите деца. И тогаш едноставно ќе се покаже таа Христова љубовта, тој Христов жар. Многу интересни се, ако понатаму погледаме стиховите овде што ни ги напишал апостол Павле или Бог преку него, вели 17 стих. И така, кој е во Христа, тој е ново создание, старото помине, ете се создаде ново. И вели, се од Бога, кој не измири себе си преку Христа и го даде служењето на тоа измирување. Бог преку Христос нас не измири. Ама Христос со својата крв не помири со Бога. И што направи со тоа сега со нас измирените? Вели, ни го даде служењето на тоа измирување. Значи, сега јас треба да сум слуга Христов, да имам таа истата желба во моето срце, да луѓето ги помирувам со Бога. Пред се во семејството, кон сопругата кон сопругот, онда кон децата едни кон други, кон родителите, да се трудиме едноставно да бидеме спасители, да бидеме оние кои што ќе го спасиме нашиот ближен од злото, од гревот, од вечната смрт. Да бидеме оние кои ќе му служиме на другиот, да го измириме со Бога, да може да се спасе од вечната смрт. И читаме понатаму, зашто Бог го измири светот со себе преку Христос, не земајќи ги предвид преслапите на луѓето, и го положи во нас словото на измирување. Пред малку веле ни го даде служењето на измирување, вели овде ни го положи во нас словото на измирување. И онда завршува ова извеше тука. И така, ние сме Христови пратеници, како Бог да зборува преко нас. Ве молиме во името на Христос, помирите се со Бога.
Ние сме амбасадори, представници на небото, Божji слуги, Божji представници, кои што едноставно треба да се трудиме да се измируваме едни со други, да измириме човекот со Бога, да бидеме служители како што Христос служеше, како што тој нас не помири со Бога, ние нашиот ближен да го помириме со Бога, да му помогнеме во тоа, значи. И ако е тоа целта, ние ќе бараме тогаш и време, и место, и начин како ќе го сториме тоа, како што читавме за апостол Павле, ќе бидеме многу внимателни, со многу љубов и да го увериме другиот во нашата преголема љубов во сето тоа. Зошто ние треба да на другиот му кажеме на слабостите? Дали затоа да го одбраниме Божиот авторитет? Па зар Бог не може да го одбрани твојот авторитет ако ние не му помогнеме? Дали да му кажеме на ближниот колку е грешен? Па зар мислите дека ѓаволот нема пред вас тоа да го стори? Или ќе бидеме негови бесплатни слуги? Едноставно, целта треба да биде, како што реков, измирување. И ако тоа не биде јасно, ако тоа биде во нашето срце, тоа служење на измирување, тогаш, како што реков, ние многу помалку ќе имаме такви негативни искуства да некого ожалостиме, и ако тоа го сториме, многу побрзо ќе се трудиме да тоа го средиме, а многу повеќе ќе имаме радост во службата на охрабрување, на измирување. Воставом, како ни вели апостол Павле во првиот стих, што го читавме? Па кој сум јас во оставом да му судам на туѓ слуга? И што е многу интересно, уште еднаш ќе прочитаме во Римјаните 12 глава, 2 стих, што е многу охрабрително овде, 14 глава, 4 стих. Кој си ти што му судиш на тој слуга пред својот господар, тој стои или паѓа? И ќе стои исправено, зашто Бог има моќ да го исправи. Може би сега ти се чини дека ти си духовно исправен, а твојот брат, твојата сестра е духовно паднат. Ама Бог не храбри овде, оно што јас мислам дека е паднат. Ма неговиот господар има моќ да го издигне. Да внимавам, немој утре сушност јас да бидам тој паднатиот. И затоа во Римјаните 2 глава 1 стих, гледате какви сериозни зборови ни упатува Бог преку апостол Павле. И така, немаш изговор од човеку кој да си ти. Зошто со каков суд судиш друг, со таков се осудуваш самиот. Бидејќи ти кој судиш го правиш тоа истото. Кој и да сум, каква функција и да имам, едноставно Бог ми вели, немам право да осудувам. Него што сака Бог? Која е пораката која Бог ја има за своите деца? Во Исаија 40 глава 1 стих. Нешто што никогаш не треба да го заборавиме. Исаија 40. Утешувајте го, мојот народ, вели вашиот Бог. И понатаму вели да збориме нежно така на тоа. Утешувајте го кого? Мојот народ. Бог вели сите се мои деца. Јас сакам сите да бидат спасени. Јас сакам сите да бидат утешени. И ако ние се тешиме едни со другите, самите ќе бидеме утешени, самите ќе бидеме ухрабрени, самите ќе бидеме утврдени на патот на вистината, а со тоа и многу други ќе ги утврдиме. И нека Бог ни помогне. Навистина многу повеќе во идеја да внимаваме на тоа, да внимаваме на нашето однесување во нашите семејства, нашето однесување од црквата, да бидеме слуги на измирувањето, да љубовта Божја биде покретач на сите наши активности. Како што реков, како во нашите семејства, така и во нашето духовно семејство. Нека Бог ни помогне во тоа. Амин.